Може. Ајде, јас сум Дарио, си имаме запознаење претходно на претходни вебинари, на курсови и така натаму. Денеска ќе зборуваме за тоа како да почнете да продавате, односно дел од нашите студенти, еден или двајца ќе се приклучат денеска во живо да ви објаснат како они почнат да заработуваат и како имаат направено неколку продажби веќе и детали они ќе ви кажат повеќе. Исто така ќе ги дискутираме сите прашања што ги поставивте во Viber групата и сите дополнителни прашања што сакате да ги поставите, слободно пишете ги тука на Google Meet во чат. Да почнеме со прашање што е во чатот на Антонио. Може, да. Значи првото прашање беше Филип ја отвори таа тема, како до 40.000 денари во еден ден. Односно, тоа беше предвадена, а вчера имаше 60.000 денари, повеќе од 60.000 денари во еден ден, па да оставиме малце време Филип да го објасни тоа. Ај, тоа ќе го кажеме набрзо, значи тоа е чисто само работа, нема магија, се што е од курсот, истото го правам јас, само скалирано. Значи за почеток кај вас ќе биде некоја си четвртина, петина од тоа, не ни може одма да се почне, самиот Facebook, самиот алгоритам нема да ви дозволи, без разлика колку реклами ќе пуштите. Мора алгоритамот на Facebook да добие доверба во вашата Facebook страна, Facebook page и Instagram. Значи сум пробувал на нова страна и јас да работам исто како старата, што е неуспешно, треба да помине некое време. Тоа е накратко, во 2 дена беа 100.000 денари промет, нешто на 100.000 денари промет, на ROAS 2 ако ги ставиме минимум, беше повеќе. Значи некои 50.000 денари профит за 2 дена, накратко кажано. Во превод тоа ви го кажувам за да знаете дека може одлично да се заработи и тие се пари само од еден викенд, значи од приложениот викенд. Петок, сабота, недела. Пари од 3 дена, што е многу повеќе од солидна македонска плата. Затоа би било тоа, мислам, да почнеме со прашањето на Антонио. Работат TikTok реклами во Македонија, тестирано не работат и да работат, нема да работат. Контактирав со Милан, тоа е се од Facebook. Сите реклами кај мене што се пуштени, се е пуштено од 7 месечи реклама. Околу TikTok-от кај нас не функционираат се уште, комуницирам со еден пријател во Србија што го работи истото, кај ни дозволија да се работи и TikTok рекламирање, ефект нула, никаков, значи немаме ние таргет публика на TikTok, што ќе купува производи, најчесто се тоа деца до 13 години, оние пари не можете да земете. Единствено, ако сакаш некојаш нешто да билдаш публика, ама мислам дека нема некој ефект, сега за сега барем, на нашите простори. Тука сме тоа. Дарио, ако може со прашање од Viber да почнеме, што беа од последниве денови. Ја мутирам се, Дарио. Извинувам, значи следното прашање е како да стасаат побрзо до производ, набавка на продукти, ако можеш тоа накратко објаснива. Сега Боја ќе треба малце, ако е тој што го поставил прашањето тука, малце да објасни на кој начин мисли од каде да ги добие тие производи. Ако се работи за нашите производи, тоа е најбрза достава, значи ги добивате од денеска за утре. Денеска правите наречка, утре ја на адреса и ги праќате одмah, значи за 24 часа, тоест помалку од 24 часа ги имате и можете да ги испратите. Не знам точно за кај мисли да се набават производи, ама генерално е тоа. Сега малце општо прашањето. Да, добро. Значи ако вака во кратки црти, ако сакате да добиете производи за продажба по набавна цена, можете да направите тоа кај нас во групата на School. Значи таму имаме објавено дел од продуктите, за тие што се позаинтересирани може и да ни пишат, директно да комуницираме. Значи ви даваме слики, ви даваме цена и ви даваме препорачена цена која што би било добро да ја користите или над тоа. Значи под тоа е малце нефер за сите да работиме, а и немате математика. Значи математиките отприлика се направени да имате доволна заработка која што ви се исплати. Значи тоа е одговор на прашањето, не знам
името не се гледа на дечкото, не е битно. Следно е Да, там дискусија на цените, тема. чекай Дарио, само малце да кажам, там околу цените, препоръчаната продажна цена, т.е. първото е набавна цена, второто е препоръчана продажна цена, идеално би било да се држиме до тие цени, значи тие се некои цени, јас што ги продавам на нив, 450 денари сум ја пишал таму препоръчана, значи дека ја како мислиш 5 месеци за да дојдеш нова залика? За Али од минатиот вебинар кажав дека тоа е само чисто да се тестирате ако сакате со AliExpress не можеш да работиш. Значи, ако сакате да работите на тој начин, ви треба голем буџет да донесете голема количина на роба, која што е за почетници многу голем ризик. Пошто не знаете дали сте добри во бизнисов, не знаете дали ќе оди тој продукт, не знаете дали тој ќе биде популарен кога кај вас ќе стаса дома, значи стварно е голем периодот за да правите такви залики, значи ви треба доста големо искуство за да го направите тоа. Тоа е добро за тест, нарачете сега, ако ви стасаат пред нова година, ако имате среќа да ви стасаат, може да се тестирате тогаш, но јас ви предлагам, значи да земете роба од кај нас или од било кој дуќан во државава кој што ќе ви даде роба по некоја понабавна цена и на тој начин да се тестирате, да видите како целиот e-commerce бизнис во Македонија функционира, па после следен чекор ако соберете буџет или ако веќе имате буџет да одите на такви инвестиции со роба од Кина и пошто само се чека 4-5 месеци. Alibaba и AliExpress се невозможни за работа кај нас. На Alibaba ти треба и фирма во 90% од случаите да најдеш некој со физичко лице, царина ќе утапа и превоз, ќе ти дојде многу поскапо отколку тука да купиш тој некој било каков производ. Значи, во случај да сакате да направите некаква нарачка од Кина, значи тоа го имаме спомнати во претходните вебинари, може да оди преку нас. Значи тоа се прави и тогаш се чека 3 до 4 месеци, но ќе бидат избегнати сите тие трошоци, царини и така натаму, значи ние ви кажуваме конкретна цена и по таа цена ќе ги добиете продуктите. Но сето тоа трае со месеци. Не може да биде денеска зутре. Денеска зутре може да се користи робата што ние веќе имаме тука. И тоа е доста широка роба, значи широк избор на роба имате тука. Нено, и што, ај вака, саки ги одговараме на Вибер прва прашања, па после ќе се префрлиме тука, ако прашањето не е поврзано директно со темава. Следно прашање е од истиот дечко, не знам како сега, втора дискусија на тема дали рекламата поминува подобро со слики или видеа. Значи, до сегашното искуство за последниве неколку месеци, година и пол, видеото е број 1. Не значи дека не функционираат сликите, значи дефинитивно се одлични, но видео мине подобро. Зависи што ќе се рекламира. Значи тоа е многу битно. Генерално производиве што ние ги продаваме и што ги нудиме, нели, за вие да ги продавате, сите имаат лесно достапни реклами. Тоа е голема предност. Лесно достапни реклами во форма на видео, не на слика. Facebook во последно време, Instagram повеќе сака рилови, повеќе сака видеа за разлика од слики. Слики користиме само единствено доколку за тој производ нема веќе снимена реклама од страна од кинезите, да има рекламата некаде, или ќе се потрудиме ние сами да си ја снимаме, или ако е тоа невозможно, тоа што во тој случај користиме слика. Јас би предложил доколку можете да снимате реклами, значи сите имате телефони со камера, тоа е доволно за една реклама. Прво се снима продуктот, потоа се снима гласот се лепи на продуктот како што одговара на видеото, тоест, и се постира на Facebook, и на Instagram, бирате мелодија која што ќе во позадина, значи за сето тоа мислам дека Филип има доволно добро објаснето во курсот, како сето тоа да се среди, и тогаш ќе имате дефинитивно најголем ефект. Ако вие ја снимите сами рекламата, имате ваш глас додадено, ваш текст на видеата и така натаму. Второ е да најдете реклама за продуктот, пошто па тие се стварно добро детално објаснети продуктите и се гледа точно што продават и тоа е многу добро.
И трето е слика. Слика секако функционира, не е дека невозможно се продава и тоа одлично води, но тоа е на трето место. Значи прво е видео креирано од вас, второ е видео најдено на интернет за продуктот и трето е слика. Зошто е тоа така? Зашто една слика не може да долови точно вие што продавате, а во многу превари што се прават на интернет, за кои што и дебатиравме малце на таа тема по Инстаграм, што луѓето се плашат да купат. Стварно се плашат од слика, пошто на слика може да ставите вие iPhone дека продавате, треба да пратите, не знам, нешто сосем друго. Значи тоа може да се деси и со видео, ама луѓето повеќе малце веруваат на видео, не само кај нас, туку и во свет. Туку ќе се надоврзам за големите да веруваат од вашите купувачи. Значи, уште во самата порака која ќе пише, му кажуваат за пример дека може да отвори пратката пред да ја плати. Тоа е број 1. Број 2, пратите му слика од производот реален нека ја види. Значи, мала е разликата измеѓу рекламата и ако сте ја нашли од TikTok и производите што ги продаваме, наистина мала разликата, ама во секој случај пратете му. Значи, си бидете на еден начин заштитени дека ќе ви ја земе пратката, ка нема џабе да ја праќате. Да, има такви начини. Положи, Филип. Најдобра опција е одма му кажувате во старт дека е дозволено пратката да ја отвори пред да ја плати. Значи да ја погледне пред да плати. Тука веќе 99,99% е завршена продажбата. И тоа е многу интересно, зашто ретко кој го дава тоа. Да. И тоа е добро да го давате и тоа е во соработка со каргото, мислам дека треба да се напомене. Да, И тоа е многу добро за луѓето да имаат голема доверба дека вие продавате квалитет. А со нашите продукти го продавате тоа што го нудите на Facebook и на Instagram. Значи тоа е една од главните работи што треба да правите ако сакате да работите на долгорок. Ако сакате да заебете 5-16 луѓе, 20, 30, 50 да ве пишуваат по целиот Facebook, можете да правите и ютубери, тоа функционира. Сега одиме на трето, доколку, значи се надоврзуваме на претходната тема, доколку се рекламираме со видео, каква музика бираме, доди во позадина, како ја бираме и според што се ориентираме. Дали мислите дека има влијание и тоа за да се задржи вниманието? Точно, значи, ја ќе кажам у кратки црти, Филип има повеќе искуство тука. Значи, многу е битна музиката, треба да биде поврзано нешто со продуктот и дефинитивно задржува влијание, поготово ако некој го погодите со некоја музика што му е познат. Затоа има некои трендови на музики кои што ги форсира и Instagram и Facebook. Ништо само да се одбере тренд музика. Мислам дека тоа е тоа, значи трендинг музика се одбере некоја, на Canva имате, па и на CapCut имате доста фри мелодии да ги речам. И само ги ставате, малце да се спиши, оно генерално в последно време мислам дека јако скролам рекламите и слабо испаѓаат со тон. Мислам дека тоа беше некој нов апдейт или најчесто па на луѓето им се на silent телефоните, па не им има тон. Ама не е лошо да се одбере добра мелодија, да прилега нешто со производот. Пример, ако продаваме нешто детско, нормално се става некоја детска песничка. Доколку немате идеја каде и шо како, кога ви е склопена веќе рекламата, кога ви е готова, за да не се мачите, може едноставно на TikTok аплодирајте ја, во едит, само одберете некоја песна, ако е за деца, пиши Kids, ќе испанат детски песни милиарда, ќе се потрефи некоја што изгледа интересно. Сега ќе отидеме на следно прашање, дали нешто ми се исклучи. Ја на колку секунди е најдобро да трае едно видео, дали истото да се објави на Facebook и на Instagram или на реклама. Секунди за едно видео, 15 секунди, па и самиот Facebook го кажува, че кога го објавувате, ако е над 15 секунди, ти дава као трим да го скратиш до 15 секунди. Да, истото го објавуваш и на Facebook и на Instagram, на Facebook го води како Reel, па и како реклама може да се користи истото видео. Значи 99% од случаите и така се работи, истото видео го користиме.
го делите видеото, мислам дека зборувавме претходно, ако не е на курсот е кажано, значи првите 3 секунди, 2,5-3 секунди се хукот или представување на проблемот, како по производот што го нудите или услугата решава некој проблем, право го представувате проблемот, па решението за проблемот. Истото и со производите, значи секој еден производ што се продава, го продаваме со намена да реши некој проблем, значи го представуваме прво проблемот. Доколку нема вашиот производ не решава никаков проблем, тогаш ќе биде малце потежок за продавање и тогаш користиме хукови од типот на меме видеа се ставаат на почетокот, некои 2-3 секунди, некој паѓа или не знам нешто се крши или некој негде се мава, тоа е сега тренд. И после водите со презентација на тоа што го продавате. Значи, ова е интересна тема за дискутирање, само денеска не беше замислата многу да се дебатира, така да може да направиме еден следен вебинар кај ќе ги дискутираме баш на оваа тема. Само ќе се приклучам малкуцка за да направиме еден заклучок. Значи, во првите 2 до 3 секунди, ако не го задржите човекот, не е битна должината на видеото. Ако го задржите во првите 2-3 секунди, може да ве гледа и повеќе од 15 секунди, но 15 е некоја препорачена должина за продажба на продукти. Како што кажа Филип, секогаш прво се дава проблем. Значи на луѓето им давате проблем и потоа решение. Што така ги задржите. Ако го презентирате директно продуктот, они нема да знаат за што станува збор во првите 3 секунди, а исто така ќе видат и дека продавате продукти, тоа има одбивност према кај сите луѓе. Значи ставите ситуација вас некој одма да почне да ви зборува за продажба, би избегале. Ако ви каже имате решение за тој проблем, вие ќе се задржите, пошто можеби ќе ве погоди со проблемот. Сите што имаат тој проблем ќе останат и ќе јадно гледаат реклама. Па и поготово најпродавани производи се оние кај што луѓето не ни знаат дека го имаат тој проблем. Значи ти кога ќе им го презентираш проблемот, што они не се ни свесни дека го имаат. Да. Тие производи се најдобро се продаваат. Така е. Одиме понатамо, значи верувам дека има и почетници, совети за нив. Во кој ранг со производи да се почне, од која до која цена? 500 до 1000, 1000 до 2000 денара. Вака. Мене ако ме прашате за да тестирате, убаво е да почнете со помала цена на производи, но таму имате и помала заработувачка по дефолт. Мислам дека тоа е добро за почеток, ама за воиднина ќе мора да ставите и поскапи продукти кои што се 1000 до 2000 денари, каде што имате и заработка од прилика толку. Значи во зависност од тоа кои продукти и колку го продавате, така да нема некој ограничување за почетници или за искусни. Мислам дека и тие треба се да продават, но за почетници добро е да влезете со некој ефтин продукт кој што сигурно некој ќе го купи, нема проблем да го купи од непознат шоп, како што ги видите вие на почеток. Кајнес реално најлесно продажна роба е до 1500-1700 денари, а оние што се производи од 500 до 1000 се продаваат лесно, да речем, значи многу полесно се продаваат, точно е помала маржата, поевтин производ помала е маржата, но некои за онлайн страници за начинот на кој што работиме ние, до 1000 до 600-700 денари, мислам дека е тука таа сума. Производ од 15.000 денари, како што си пишал подоле, мислам дека е скоро невозможно ако не сте продавница лоцирана некаде или не сте познат бренд, да речеме Zara или било кој бренд во Нептун, било кој бренд во држава. Мислам дека е тешко да направите продажба. Не е невозможно, ама е многу тешко. За непознат бренд кој што нема ни фирма позади ни ништо. Тоа е тоа, додиме понатаму. Дали ќе прави разлика ако ставиме хаштаг или нема потреба од нив, значи не мора да значи дека ќе направи разлика, но не е од убаво е да ги има. Не мора да претерувате и не треба да претерувате, значи мислам дека 6 до 9 хаштагови се доволни за пост.
Па да се тие поврзани нешто со тоа што, нели, ако продаваш свеќи, моја свеќа тука некаде, значи 2-3, тоа само колку да го полесни срчот. До некаде. Да. Не функционира како порано, како што го Од искуство, да, нема потреба, не смета. Тоа е многу битно што не сметаат и ставете ги. Може би некој некако ќе стаса до вас преку хаштагот. Се додека не сметаат е добро да ги користиме. Ќе дое момент сигурно кога ќе сметаат, кога ќе треба да не се користат така натаму, за се до тоа ќе ви известиме. Друго, одиме понатаму. Добро, Јулија нема да биде во можност. Мислам дека ја видов дека се уклучи. Да, те видов дека си тука. Значи си прашала ти, покрај тоа што знам кој пазар го разработувате, опфаќате и кои се производите, дали на пример можеме да додадеме и second hand производи, потоа оние на пример кои се продаваат во аутлет кланиците во случај онлайн. Има и такви случаеви, ја искрено немам искуство за таква продажба, знам дека има и најверојатно функционира одржава некој таков шоп со second hand продукт. Или ако имаш некој искуство повеќе или нешто знаеш повеќе, споделивате мало. Шоп немам сретнато, имам сретнато по групи што продаваат луѓе и мислам дека функционира. Пошто така 2-3 пати имам објава видено, ако не се лажам, од ист профил беше цело време објавувано, имаше коментари доста цена. Има цена, коментари и некој нарачува. А сега само не разбрав што е со аутлетов, дали е смисол да се купува од аутлет и да се продава онлайн поскапо? Ева што тоа прашање. Има пишано на чат Јулија, значи немам, но мислев да пробаме. Некако продаваат на Инстаграм или ФБ нелегално. Не знам зашо конкретно прашуваш, ако мислиш за, не знам, фейк патики или нешто така, тоа е нелегално дефинитивно, но кај нас функционира сум. Тоа е нелегално за Адидас, да речеме, ако во случајот дојде и види дека нивните патики се продаваат за 1 денар, нивни копии. Ама тоа е далеко од некаков криминал кај нас. Ако јакогаш сватив планираш да купуваш производи на акција, пример од аутлет или натаму, пример патики да начекаш некој за 950 денари, оригинални да ги препродаваш онлайн, тоа ќе ти биде малце проблем, пошто дека знаеш ти тој конкретен човек што ќе му се свијаат него тие патики и да ги носи баш тој број, мислам дека малце е тешко. Следно праш... По-конкретно кажи ни за кои производи мислиш па да... Да, ако нешто не ти одговорив на прашањето, напиши на прашање уште едно во Google Meet, па ќе го одговориме во текот на вебинарот. Следно е Костадин, прашува дали се препорачува стопирање, сетирање на активни реклами, да во вечерните часови од 2 до 7 активна, како би заштедили на средства или не препорачливо. Вака, јас од моје искуство мислам дека нема потреба да го правиш тоа, зашто Facebook автоматски не троши во тие часови, односно нема ни луѓе каде да троши, така да толку се ефтини рекламите во Македонија што нема потреба да се замарате со вакви статистики и анализи. Од 2 до 7 се само 5 часа од 24, така да и да троши колку што троши во останатите нема да осетите на цената. Се случува кај нас да нарачуваат луѓе во 5 савајле, значи некој е ранобудник и си нарачува и во 5, па ние му одговараме после кога ќе станеме. Така да ја не препорачувам да правите такви пресеци или сетирања, а Филип, ако имаш друго искуство, слободно. Не, ја тоа истото ќе го кажем, значи нема потреба да гасиш реклами. Има луѓе од Триноќевска што пишува, тоа тие се најлесни, најинтересни продажби, пошто знае дека нема кој да му врати од Триноќевска, едноставно само остава податоци и се примал нарачка. И нема да заштедиш многу, пошто пример ја ако трошам, не знам, $120 дневно,
Се бајле кои ги ставам ке 9,5 сата, кои ги отворам рекламите, немаат ни $3 потрошено, 4. Да. Автоматски не пушат, пошто нема луѓе активни на Facebook. Ако одбереш по локација кај што нема луѓе будни, да речеме продаваш само во Македонија, од 2 до 7 има многу мала бројка на луѓе што се уклучени, така да со твојот таргет и со бројката што е уклучена на Facebook, скоро и да нема луѓе. Пошто сигурно ќе ставиш таргет луѓе заинтересирани за нешто, така да не се замарајте со тајмингот. Имаме следно прашање, ефтини пораки, многу пораки, малку нарачки, што би можело да е проблемот? Според мене проблемот е недоволно објаснување на продуктот во рекламата. Продукт без цена исто во рекламата и трето добра реклама. Си поглед добра реклама, само продуктот не е тоа што го бараат луѓето. Значи треба да направиш подобар таргет, треба да објасниш повеќе, да дадеш повеќе детали во рекламата и да пишеш цена. Значи што повеќе ограничување да направиш за да имаш поефективни пораки и трошење на твоето време, малце е поскапо, но ефектот е поголем. Зошто? Зашто ако платиш поскапо една порака, ако платиш поскапо некоја порака, ќе ти биде подобро твоето искористено време, значи ќе се посветиш на тој човек и му даеш повеќе детали и така натаму. Ја тука само би сакал да видам што е производот што се продава, ако може. Сега не знам дали уклучен дечкото на вебинаров, или нека ни пише тамо групата. Не цената, производот. Не, вака са, околу цената, значи имате автоматски како би било најдобро да го избегнете тој бран на први пораки, автоматска порака да се враќа на секоја порака што ќе добиете и таа автоматска порака да ги содржи сите детали. Зашто нормално вашата цел на рекламата е да добиете што повеќе пораки. Од кој ќе добиете што повеќе пораки, треба да си ја скратите маката со тоа што ќе даде многу детали околу вашиот продукт. Како ќе дадете повеќе детали за вашиот продукт, така што вие ќе во првата порака ќе пишете здраво Филип, а ви благодариме што не контактиравте, доколку сакате да нарачате тегла од 4590 денари со бесплатна достава, слободно пишете ни информации, значи таа автоматска порака која што луѓето добиваат откако ќе кликнат на вашата реклама или ќе ви пишат. И на тој начин или ќе остави човекот информации, вие сте ја завршиле работата, или ќе ве праша нешто дополнително, па ќе отворите дебата, но на тој начин ќе си ги намалите, ќе си заштедите вашето време. Затоа и постојат тие сите функции и мислам дека тоа е објаснето во курсот како се прави автоматска порака на реклама. Доколку не, ќе слободно пишете ни тие што имате потреба. Од тоа ќе ви објасниме, многу едноставно. Тука или рекламата, сега кој што каже Дарио, или производот е нешто интересно што не ќе да окупат, или ти едноставно сгрешена рекламата, таргет му никаде да ти сгрешена. Значи може да постават многу работи на ова, не можеме да дајем одговор дека не го видиме производот и само реклама дека не ја видиме. Значи, ако сакаш, кажи ни за што станува збор за да дајме конкретен одговор, или ако не кеш да кажеш тука пред сите, слободно пиши ми мене, прати ми ја рекламата да видам, ќе анализирам и ќе ти кажам каде е проблемот. Може и да не е проблем, значи може да не е момент за продавање. Ако продаваш сега, например, ски ефтини, може да добиеш милион пораки, а луѓето во моментот немаат потреба од ски и не им е приоритет да ги купат. Значи има милион причини зошто немаш продажби и затоа е убаво да ни кажеш кој конкретен продукт го продаваш, да видиме рекламата, ама нормално, тоа не мора да го објавиш тука, ќе пиши ни или мен или на Филип во приватна порака, ќе ви дајме конкретен одговор за прашањето, инаку прашањето е на место и е супер. И има доста голема дебата околу тоа. Значи доле си добил одговор, висока цена на производот и тоа е една од причините. Нека не кажува, тоа е бизнис. Следно е дали подобро бесплатна достава и да се стави по висока цена на производите и дали испраќачот да плати пред време достава.
Како да плати пред време, не знам. Јаке одговори на ова. Може. Секако повели. Бесплатна достава зависно од производот, значи ако ви иде нешто под 1000 да биде стаи бесплатна достава, никако ти да платиш каргото. Тоа со бесплатната достава над 2, значи некои луѓе се лажат на првично поевтина цена, а некои луѓе се лажат на бесплатна достава. Значи тука немаш некои правила. Ако сакаш да тестираш, за истиот производ пушти две кампањи, едната стаја со бесплатна достава, едната стаја без бесплатна достава. Види на која поеки ќе ти нарачуваат, што да се тестира едноставно. Ти да го плаќаш каргото не е никако, пошто ако не ти го подигне, едноставно ти си загуба 150 денари. Туку бесплатно карго само го одбиваш од крајната цена. Ако си му дал нешто за 1000 денари со бесплатно карго, ти ставаш откуп 850 денари и тоа е тоа. Ако ти е договорено во карго да не ти наплаќаат вратени пратки. Да, така ќе договорите, од кога ќе почнете да испраќате поголема бројка на пратки, може би со некој карго на локално ниво да се договорите и од одма. Значи, што сакаше Филип да каже у малце поразложено, значи ако треба да плати 1000 денара, ќе плати 1000 денара, но вие тоа ќе опишете 850 плюс достава, да го плати целото он. Значи он е спремен да плати 1000 денара и нема да го збуни тоа кој ќе му каже 850 плюс достава. Значи секогаш одете така за да не добиете дополнителен трошок од 150 денари на вратени пратки. После имаме следно прашање. Филип, толку за тоа прашање? Да, тоа е. Добро. Кратко и јасно е тука. Да. Нема правило, така е. Значи Тестирај, ако е висока цената на продуктот и тебе не ти одговара да му ставиш карго од тебе, он нема ли да се замара. Ако плати продуктот 3000 денара, дали ги плати 3150, не уменјава него, а тебе може би ти значат тие 150 денара, така да за ниски продукти може да се игра бесплатно достава. Значи пак е индивидуално е се до тоа, зависи што продавате, што имаат потреба луѓето и така натаму. Најдобро е да направите некоја сума од 2000 денара за нарачки над 2000 денара бесплатна достава, со тоа што вашите продукти се по 500 денара, па луѓето ги нарачат 4 продукти, така вие 4 продукти ги пратите со ваша достава, тоа е по 3-40 денари од продукт. Следно прашање, кога работиме со Мета Бизнис, подобро е преку тоа добиваме на Инста и ФБ, но дали може да се додаваат полс и слични работи преку Мета? И ако не, како е најдобро да поставиме дали директно преку Инста, да објавиме преку Тел и автоматски да се решавне на ФБ. Вака, ја мислам дека е најдобро да си користите планер на Мета, каде што ќе ви бидат поврзани и Facebook, Instagram страниците. Наједноставно е така. Преку Мета мислам дека може да правите се. Само мислам дека не можете да ги споделувате на стори, постовите што се објавени. Може да ставате стори, но директно слики, не можете пост да шернете како што има опција на Instagram, така да мислам дека тоа можете дополнително само да правите преку апликацијата на Instagram. Ама нема да имате некоја голема разлика, така да како ви е вас најлесно, така треба и да работите. Мета планерот е доста организиран, знаете точно кој ден што сте објавиле, на колку часови така натаму, можете да направите една убава организација на сите ваши објави. Тоа е околу тоа прашање. Филип, ако имаш нешто да додадеш слободно? Не, тоа е било тоа. Добро. Слободи такви работи, слабо работам. Добро, тоа е тоа од прашањата на Viber. Сега ќе се префрлиме на овие тука на Google Meet, да видиме што има. И пише дополнително. Јулија ќе ни пише дополнително после вебинарот. Продажна е 700 денара, нешто сме избегале од темата, не знам зашто ми пишал Маријан. Он е окей. Во врска со најверојатно во врска со пораките. Ову пораки што има добиено, нема продукт. Не е битно, нема сега да се навраќа на тоа. Ако е спремен еден од студентите, значи Нено, ајде, може да.
А вака прво на Нено ќе одговорам во врска со copywriting, значи ние користиме ChatGPT. И се надевам дека, се надевам, убеден сум дека добро функционира, доста добри текстови вади со малце повеќе труд, малце повеќе комуникација директно со ChatGPT, добивате одлични текстови. Филип, ако имаш нешто додади? Не, јас сум за ако има некој да се уклучи да каже нешто од студенти, да праша, да пофали, да не искритикува. Добро, имаме прашање на Вибер групата. Може да не ја подигне, бидејќи без да праша вкупна цена, некој прашува дали е бесплатна доставата. Така се договоривме, без да знае дека е намалена цената, ќе ја одбие пратката без да знае вкупна цена. Така е, но тоа се еден од 200-300 луѓе. Обично, ако се ставите во ситуација кога чекате нешто да ви стаса дома, малце сте среќни, едва чекате да го земете и така натаму, и мислам дека за септици многу ретко луѓе се паќаат. Така да избегнувајте. Не, овакво нешто имам ја производиш и продавам со бесплатна достава, не ми се случило. Знае да пише отпосле, нели се договоривме бесплатно да биде доставата, па ќе му кажеш, па добро договорено на 900 денари. Сега они се фаќаат таму да ти гледаат дека има достава, например, и ќе му текне и толку ќе биде. А иначе си знае крајна цена и од карго кој им се јавуваат, најчесто им кажуваат, кога ќе прашаат колку имам за плаќање, им кажуваат вкупно колку имаат за плаќање со карго, а не им кажува колку е волку ти е откуп, волку ти е карго, нели? Да, ретко некој да праша дали е бесплатна доставата, но сигурно се случува. Пошто вие не добивате детална информација зошто е вратен продуктот. Да. Или зашто не е подигнат, така да може дел од тие што се вратени да се од таа причина, ама не е некоја значителна бројка тие што се враќаат. Тоа е тоа, околу тоа прашање. Сега, дали си пробал со BitCup или Cost per Result опциите во Ads Manager? Или тоа тебе е прашањето? Не, тоа не е чачка и ништо, и ја не сум чачкал. Не сум чачкал, се комуницирам со луѓе што нешто се помачили, ги измешале таму и ги побркале брзините, значи остај си околу што е. Значи таму оставаме се точно како што е направено во курсот. Значи како во курсот ги објаснувам рекламите, така и ја ги работам, значи комплетно истото. Нема ништо чачкање, бидејќи Македонија е многу мал пазар за вие да си играте со тие опции. Тоа прва се разбира, значи многу. Ако ставиш некој бит, мислам дека и не е дозволено, не знам, стварно ја не сум отворил, мислам дека не е дозволено под $1, а тебе за да речеме една порака може да те кошта 10 центи, може и 6-5 центи. Поскапо ти е. Се тоа што чачкаш натаму ти е поскапо. Може да тестирате, да пробате. Ние не работиме на тој начин, а ако вие мислите дека можете нешто повеќе, сигурно тие опции постојат за некаков резултат да се достигне, да се постигне, но во Македонија со тие цени мислам дека нема ништо да функционира. За e-commerce не се користи по секој случај, значи не имам малце читано, ги имам проучувано да не одговлекувам, едноставно не се користат и општо светот скоро и никој да не ги користи. Значи доја време сега со последни апдејти на Facebook, многу полесно ти е, порано не се користеше Advantage, нели? Порано никој не го користеше, сега се повеќе се користи Advantage Public, Advantage Budget. Зошто ти на Facebook му одговара да ви продае најмногу за најмалку пари, за да задржи како клиенти. Да не отидете никс, да не отидете на TikTok или не знам, да не отидете било каде или едноставно да не работите веќе на Facebook. Со текот на времето, Филип, извини ако те прекинат. Со текот на времето, значи Facebook ве учи вас како шоп и знае точно која публика е заинтересирана за вас и со помош на вештачката интелигенција која се повеќе се користи во тој дел на Facebook и Facebook ја користат, вие имате многу едноставен начин на рекламирање. Треба да се фокусирате само на креацијата, на видеата, на сликите, на текстот и се во позадина што ги правите, се поедноставно ќе биде и така да
не се замарете околу тие работи, само ги трошите време и може би и пари. Да заштедите ќе биде некоја минимална сума која што нема никаква логика. За во Македонија правам. Нема нешто, Милан. Сега Јана има прашање како се прави тоа кога во коментарите пише нешто и автоматски во порака во истиот момент му стигнува нешто од нас, например цена за производ или линк до страната некој слично, до страна некој слично. Тоа се прави со алатка. Значи надворешна алатка, мислам дека Facebook се уште немаат направено таква опција, ќе постираме во School. Пошто има повеќе, ја не ја користам, има повеќе и ќе ви давам една, ќе истражам која не е добра и таа ќе ви ја давам да ја користите, сигурно се плаќа, ама имате и тест период некој година. Ја не знам колку ти е паметно го правиш, што верувам дека немаш тип 5-6 коментари на постот. Да, не знам дали еднаш уклучив, не е ни ефтино, не се ни ефтини тие софтвери користиш. Не се ефтини, ама зависи за што ќе продаваш. Обично тоа го прават за курсеви кои продаваат, нешто што има навистина голема вредност од 100, 200, 300 долари и така се исплати, пошто ќе пишат некој коментар луѓето и автоматски почне конверзација. Тоа е исто една од причините зашто е тоа така, е за да се избегне спам. Вие кои на сите луѓе што ги коментираат директно ќе добиете бан од Facebook. И затоа просто оди тие алатки. Така да има логика се користи стварно за некои вирални постови, како што пиша. Ако имаш надеж да отиде нешто вирално, спремај се со некоја таква алатка, ќе ти ги дајме во School. Ја на Милан само да одговорам за плейсментот мануал или автоматик. Генерално го имам пратено тоа, го оставаш на автоматик, најгледано е по сториња и по рилови. На Facebook и Instagram најгледани се на сториња и на Facebook на Newsfeed. Значи рекламите, ама имам пробано да ги чачкам пример, не сум добил никогаш некои подобри резултати, да речем. Уште од старт, самиот Facebook, значи самата мета ти ги тера натаму рекламите. Значи ти ги тера во Newsfeed и во сториња. Маријан, не можеме никако да ти одговориме дека не видиме зашо не прашуваш, значи... Ја ќе ти дам само еден психологија на маркетинг, ќе ти кажам. Значи, вака ќе прочитам прво прашањето за тие што гледам, значи како некои обични продукти што ги има скоро секаде и офлайн и онлайн, одат се продаваат, а некои продукти што ги нема скоро никаде, а се добри продукти, потешко одат. Значи, за да купи некој човек некаков продукт, треба да го види од просек 8 до 10 пати. Една од причините зашто тие продукти што ги има насекаде се продаваат е и таа. Значи луѓето го гледаат тоа секојдневно и потсвесно им влегува во главата и они го посакуваат тоа, за разлика од некој друг продукт што ги одат прв пат, не знаат ни што станува збор, не го виделе да го користи некој и така натаму. Значи од таа причина тие продукти не ти се продаваат. Сега пошто станува збор најверојатно кај тебе за некој специјален продукт, за некој продукт што го нема на друго место, што нема да го објавим, нели така, нормално е тоа. Ти препорачувам да користиш Facebook Pixel, да собереш една публика и да утепаш на тој продукт. Ако ти веруваш дека тој продукт е навистина добар, сигурно ќе почнеш да го продаваш, од кога луѓето ќе видат 4, 5, 6, 7, 8, а најчесто после 10-тиот пат. Значи од кога 10 пати ќе им испадне, ќе почнат да го купуваат ако продуктот е добар. А за да им испадне 10 пати мора да го користиш Facebook Pixel, пошто рекламата цело време ќе ти лета на лево, на десно и така натаму, така да мора да се посветиш на тоа, да направиш една цела стратегија. Значи тоа е уствари и маркетингот, кога правиш стратегија. Ти правиш прво луѓето да го видат тоа на слика, втор пат да го прочитаат во некој пост, трет пат да видат дека некој тоа го користи, четврт пат дека веќе го бараат луѓе и така натаму, па пети пат дека некој е задоволен од тој продукт, па веќе тогаш ќе почнат продажбите. Значи тоа е за продукти специјални како што е твојот, да речем. Ако продаваш нешто што го продаваат секаде, тогаш ќе го продаваш од прва со реклама. Такви се нашите продукти, значи нашите продукти ги има насекаде, најчесто, мислам играчки се не се идентични, ама се играчки, има играчки ваму, има играчки таму и се продаваат
полесно, директно. Иако ние користиме Facebook Pixel, многу ни помага во нашата сфера, но тебе ќе ти треба за твојот продукт, колку што можам да сватам Facebook Pixel, група на малце луѓе, кои што треба добро да ги старгетираш и да ги утепаш со таа реклама. И да им кратиш значи да ги фаќаш на тригери од типот на уште 3 дена, уште 2 дена има попуст и така натаму, ама тоа ќе биде после 4-тиот, 5-тиот пат, кога ти си сигурен дека таа група на луѓе ја виделе. Ти препорачувам да го научиш Facebook Pixel добро како функционира и тогаш ќе имаш фантастичен резултат, пошто продукт што го нема никаде мора да се продава, ако е добар. Тоа е околу твоето прашање, мислам дека доволно ти одговорив. Немам вебсайт, само преку Facebook Insta продавам, дали би можела поголема разлика во нарачки, ако имам и вебсайт, нема да сетиш голема разлика ако продуктот не е бренд. Моje мислење. Пошто најчесто во Македонија се нарачува директно во ДМ и луѓето сакаат да си прашаат, обично се и повозрасна група на луѓе, прашуваат какво е, што е, може да се замени и така. Немаме некоја уште специјална товар во онлайн купување во Македонија. Како што знаете, голем дел од Македонија имаат доживеано превара на интернет, имаат добиено продукт што не го нарачали, имаат платено конти и така натаму. Да не отвараме на таа тема, ти Филип ќе зборува многу. Не, тука ќе се надоврзам само, јас имам власт за фркнато, не е нешто дека те напаѓам, зошто си ти толку сигурен дека е добар производ? Значи, ја ова ти го кажам, од моје искуство сум мислел дека е добар производ, никој не ќе го купи, денеска никој не ќе го купи, 2 години мисли. Кога во реалност испадно, кога го покажав на 10 луѓе дека производот е катастрофа. Не мора да значи е добро, значи ако имаш тест направено, тоа окей. Според мене, се продаде за секој продукт има купец, но за некој потешко е дека тој на Филип за некој потешко или за некој полесно, но најголемата причина зашто ти не продаваш е тоа што ако продуктот е стварно толку редок, луѓето се немаат запознаено со него. Или останува уште една опција, ако производот ти е за помлади, тоаш најверојатно ќе ти треба вебсайт. Или треба инфлуенсер. Значи, сега да речем у Македонија, ако му дајме нешто на Стефан Лазаров, он ќе го продае, па тоа и да биде некој тешко срање, мислам дека луѓето ќе го купат. Значи, многу е битно и тој момент, ако стварно ти е твој продукт, ако е бренд или нешто слично, најдобро е да работиш со инфлуенсери во Македонија и на тој начин сигурно ќе успее, пошто луѓето таму ќе видат по 8 пати некоја маркетинг психологија што е докажана во историјата на маркетингот, така да клучната работа е, ако си сигурен дека е добар, ако ти си го тестирал и си покажал како добар, само не го тестирај со мајка ти, со баба ти, со сестра ти, оти они ги треба и супер. Дај го на рандом луѓе, нека ти кажат ревју и така натаму. Тоа е околу прашањата на Маријан. Ја не имам уште едно, може ли да го вклучиме Бубе, он е студент кај нас што почна да продава, па после ќе продолжиме за да не го држиме, можеби човекот треба да враќа на пораки. Бубе, ако не слушаш, вклучи се. Или враќаш на пораки моментот, не знам. Мајке се уклучи овој пат, не го прекинуваме. Ај нека топише. Ајде Филип, уклучи се малце. Ја како што рековме, не е, значи никој не е обврзан од нас да взима производи. Тоа ако сакаш, нели, можеш, ако немаш ти твои производи, тогаш, нели, ние сме ти тука за пример Маријан има производи, сака да ги продае. Нели, ако немаш производи, тогаш бираш од нашите производи. Маријан, не знам дали си влезам во скул групата, извини Филип, вака што те влегувам во мавето, доека сме тука на тема на Маријан. Дали си уклучен во скул? Ако не си, влези за да го изгледаш курсот. Супер, па видео курсот може би нешто ќе ти дое корисно. Па тоа, значи следно оставно да се советуваме, пиши ми за продуктите и да ти дава неколку совети. Не значи дека ќе се крене продажбата, ама колку може да ти помогне, ќе ти помогне. Извини Филип, вака што ти влегов у збор. Нешто денеска ми се зборува. Јана, со детските играчки малце уште проблем, ајде да речеме, нели ги најавивме уште тогаш.
моментов се јавува голем проблем во држава, ајде сега да не ја тупиме, но со царина има проблем, може би да те навестите пред некој ден. Не дека ние носиме така робата на тој начин, него проблем е што се е моментално стопирано. И ќе се почека уште малце. Значи, ние тестиравме уште пред тебе онаа страна што ја направивме на фактички на на курсот. Што заедно ја правевме, моментално е на стендбај пошто нема што да понудиме. Нема што интересно да се понуди играчки, кои играчки има, ама нема нешто интересно, значи да се издвоиме малци и да биде интересно, да има добра реклама, да има добра цена, значи многу работи треба да се поклопат за ние тој производ да остане таму на скул, да може сите да го продаваме. Значи, клучно е да се спремате, зашто играчките ќе бидат многу актуелни во декември месец, ноември и крајот од декември, зашто идат празници, сите луѓе сакаат да купат на некого нешто специјално, а продуктите до тогаш мислам дека со Филип ќе се организираме добро и ќе бидат достапни и ќе може да изгазите во тие 3-40 дена и да почнете со e-commerce бизнисот. Затоа спремајте се уште сега, продавајте нешто, видете како функционира, како достава повратна пари и така натаму. И таман ќе бидете спремни, ние ќе бидеме подготвени со играчките и мислам дека за празниците ќе изгазиме. Јана ги има, ти си у школа, ја кога што знам, ги имаш во магазин домаќинство објавено до сега тие производи што ги има, иначе има луѓе почнато што веќе взимаат производи. Тројца, четворица, не знам дали гледам. Маријан експрес лонецот ситна е. Винер производ. Сите сакаат брзо да готват, што е работа. Ќе ти кажам точно утре, ама имаше некои 200 комада на залика, ама викендов од него се тие 100.000 денари, повеќето. Некои уште 20-30 парче има на залика, ако не се лажам. Бубек и суклуч или стварно има многу работа човеков? Ево, Бубек, тргнате ме така. Бубек, здраво, Имам Бубек. некои проблеми. Добро вечер и од мене. Ајде малце да ви кажам дека од почетокот сум влезен ја ваму сите други што гледаат, значи веќе имам направено свој пејдж, Instagram акаунт, поврзан ми е Facebook пејджот со Instagram акаунтот. Работам некои си 15-20 дена, супер, се супер, окей. Може да има на ден 5 до 6 нарачки, може да има и 2, да не се обесхрабруваат. Имам пуштено само 2 реклами, на Sales ми се пуштени 2 реклами, производи имам пуштено 2 производи само, на 2 производи имам по $5 дневно ставено и сега за сега супер. Има доста добри коментари, значи коментари на Facebook, како нарачуваат, така се крева Facebook пејджот со лајкови. Супер, топ. Нека не се обесхрабруваат, нека пробаат, значи ништо не кошта. Тоа е, повеќе не знам колку производите, значи ја ги имам сите производи ставено. Сега само на 2 што имам реклами пуштено, не значи дека само тие 2 производи тераат. И другите производи ги нарачуваат, кога ќе влезат на твојот пејдж ги гледаат и другите производи и покрај тие што немаат реклами, уцелната нарачка како македонец прави голема нарачка, не сака да плати карго само за еден производ, туку прави повеќе производи, поголема нарачка. Така сите производи што ги ставате, нека ги ставаат. Тоа е тоа, јас од кај ни взимам роба, супер презадоволен сум до сега. За понатаму ќе видиме. Сакам да ги зголемам рекламите, да видам како ќе тера повеќе продажбата. Сега за сега е супер. Едноставно само брзо враќање на клиентите, значи имам сватено дека некој алгоритам Facebook има дека одма ако му вратиш на клиентот кој ги пише во моментот дека ти навлекува уште минимум до 2 до 3 клиенти дека треба твојата реклама испоја повеќе. Моја некое мислење не мора да значи дека е така, ама според тоа до сега што го гледаме така. Да, има логика. Сега нека кажат Филип и Дарио што мислат поврзано со тоа, ама така ми стоиме. Така е дефинитивно, значи луѓето што ќе одговараат брзо ќе имаат поголем ефект од рекламите, зашто Facebook ќе види дека некој седи позади и се труди за таа реклама да биде успешна и на такви, пошто Facebook сака да има успех. Facebook не е тука да ви ги зема парите,
Facebook е тука за да ви помогне вие да заработите, зашто вие ако заработите ќе заработи и Facebook, затоа пара одговорни луѓе, како што кажа Бубе, значи сериозно враќање, брзо враќање, првите 10-15 минути е најдобро и тоа е тоа. Бубе, продолжи ако имаш уште нешто да кажеш. Па, генерално тоа имам да кажам, значи, мене до сега супер ми е презадоволен сум искрено. Производи имате голем асортиман, значи буквално се што сака, значи има асортиман. Може и посебни пејџови да си направат поише, да ги поделат еден пејдж само да е за домаќинство, еден пејдж да е за други работи, области, така тоа според мене. Да, тоа е добра идеја. Значи има доста продукти, влезете во Скул, разгледате ги и ќе ви кажеме пред да почнете со реклами листично, пишете ни за ви кажеме за залихата и тоа е минимум, значи нарачка по продукт се 3 парчиња. Ќе се надоврзам на Бубе што спомна малце претходно. Само што Владо кажам, извини што те прекинувам. Нема проблем. Гледам дека пишуваа за вебсайт. Јас немам вебсайт, ќе им кажам дека немам. Размислувам да направам вебсайт, но мислам дека голема улога не игра, поради тоа што промоцијата на Facebook моментално е најакото оружје. Маркетингот е најак на Facebook според мене. Немам пејдж, размислувам да направам пејдж, но како ќе функционира не знам. Гледам дека имаше пишувано коментари дали треба пејдж, дали мора. Јас да кажам дека немам пејдж, моментално сега не размислувам да направам, но во иднина блиска сигурно би направил пејдж. Пејдж ти треба за доверба кај луѓето. Значи луѓето кои ќе видат дека твоето име стои позади .com имаат некоја мала доверба, малце повеќе доверба, затоа таа причина само тоа би ти бркало улога во овие моменти, се дека не станеш бренд. Ако станеш бренд, тоа ќе треба вебсайт. Пошто ретко кој нарачува кај нас на вебсайт. Вака Бубе претходно спомна околу начините со пораките и со продуктите што се објавени на вашиот пејдж и сега ќе се надоврзам, односно ќе ги спојам тие две работи. Значи човек кој ќе ти пише и нарачува една нарачка, ако имаш доволно време и ако немаш многу клиенти со кои разговараш, убаво е да му понудиш повеќе продукти во SMS, значи тоа е еден дел од маркетингот. Значи он нарачува експрес лонец да речеме, вие можете да му понудите и кутлач да речеме, да му речете и ловани на попусти, ако нарачуваш надминуваш 2000 денара, правиме нели Бош Мовет, ама прилика така би звучало и тогаш ќе добиеш и бесплатна достава, ако во случајот не ви е бесплатна доставата на тој продукт. Значи користете ги пораките не само за да примате нарачки, користете ги за да зголемите и вашата продажба, односно да скалира, да направите апсел на истиот човек. Филип има објаснето дека секој што ќе ви нарача треба да го обележувате, тоа објаснето во курсот, да го обележувате со цел утре тој човек најверојатно пак ќе се врати кај вас или ако не се врати кај вас, ќе се врати кај некој ваш колега и тоа е добро, значи тој човек купува од интернет. Добро, Бубе, фала ти многу. Кратко и јасно кажа човекот како на кој начин функционираме, за сите заинтересирани, слободно пишувајте во Скул, во директна порака или во Viber групата или кај сакате, контактирајте не, значи начинот на функционирање е многу едноставен. Само почнете и ќе почнете да заработувате. Да се вратиме на прашањата, Филип. Само на брзина, да, без вебсайт нема пиксел, значи нема нормално Shopify вебсайт било што мора да си има пиксел. Пикселот функционира само преку вебсайт. За Маријан горе што прашуваше за... Да. Значи, Маријан, тој производ што не ти оди, тебе у кратки црти ти треба вебсайт, ти треба пиксел да врзеш со вебсајтот, да направиш адекватна реклама што ќе ти совира публика од пикселот, после треба ретаргетирање од пикселот и така натаму. Ќе те замолам, пиши му на Дарио, пример, ќе ти помогне на повеќе таму, бидејќи тоа малце надвор од темава и подолго е. Што пише и дека без вебсайт не може да бери информации и пикселот, точно дека не може, мора да има вебсайт. Сега ќе ти кажам само тука, пример, кој нарачал, кој не, може да се знае и без пиксел, тоа го правиме преку тоа што Дарио рече, ги конвертираме, т.е. ги штиклираме купувачите и така му даваме на Facebook до знаење кој ни е
купец, кој ни е само заинтересиран, кој ни е добра публика, кој не ни автоматски Facebook си прави некој таргетинг на публиката. Затоа водиме со Advantage публика, таму кој што направи објаснето во School. Нели некој ти прави нарачка или да не направи нарачка, гледаш дека ти е таа таргет публика, пример продаваш нешто за мажи, продаваш скара летно време, не знам, за мажи од 35 до 50 години, ти пишува девојче од 18 години, пример карикирам се, не онака кажувам, нормално дека не ти е публика, дека ти пише маж што ти одговара, од страна ти има го конвертираме дека ни converted in progress, и самото тоа е кажуваш на пораката. Со Pixel е полесно, бидејќи самиот Pixel си го работи тоа, ами преку порака можеш да си селектираш публика. Сега ќе се навратам до Pixelот на прашањето дека е само за Shopify, само така можеш да го активираш преку вебсайт. Но Pixelот не е само за Shopify, значи Pixelот може да биде и луѓе што реагираат на твоите пораки, луѓе што на твоите објави, што коментираат, што стават лајкови и така натаму. Така да, пошто нема да имате нарачки директно таму, на Shopify ретко кој нарачува, Pixelot треба да го користи, тогаш ќе го користи на тој начин. Луѓе што кликнале кај вас на Shopify, луѓе што ставиле лајк, луѓе што коментирале, луѓе што биле заинтересирани, што користеле вашата реклама и така натаму. И тие групи, значи на Pixelot е многу моќна алатка, да правите категории, правите луѓе заинтересирани за специфичен продукт и може да оставите во тој продукт, например, заинтересирани за експрес лонец и тие знаете дека се домаќинки, знаете дека се повозрастни жени и така натаму и утре ќе им таргетирате некој друг продукт, не мора да нарача, она може да биде само заинтересирана. Значи на експрес лонецот ја нема да ставам лайк, нема да коментирам, нема да видам рекламата, ќе ја скролнам за стотинка. Значи имаш луѓе да ги таргетираш на Pixelот, луѓе што гледале повеќе 10 секунди на видеото, или луѓе што гледале видео до крај, или луѓе што кликнале на линкот, или луѓе што коментирале на објавата и така натаму. Значи од таа причина Pixelот е многу моќен за правење на групи и препорачувам да го користите без разлика што не правиме нарачки на Shopify во Македонија. Јана, тука ќе кажам само на Јана кој производи ги препорачувате. Ја, например, кај мене тенџеринјава здробија викендов, буга од Белес, значи имаме некоја приватна комуникација со него, точно е сега почна работи, си работи детето сериозно. Он го ги пушти тенџеринјава, например, на реклама, истиот момент кога беа сега објавени дека ги имаме, он нема продадено ни едно. Значи, ја ако ти препорачам нешто конкретно, не мора да значи дека ако кај мене тој производ дека ќе оди кај тебе и обратно, пример. Јас имам производи на лагер што претходно имам споменувано дека веќе луѓе работат, нели пред се ова ние да го правиме, веќе луѓе работат со мене. Имам производи носено само за нив, они ги работат, пример, они ги продаваат, ја не можам ниједен да продавам, мислам, не можам. Едноставно кај мене не функционира, кај них функционира, кај мене не функционира. Дали може повеќе страници во Facebook со различен ниш, не еден Pixel, сега не знам колку ти паметно треба да го поделиш Pixel, да делиш публика многу. Да. Сега ако на една да продаваш сапуни, на друга да продаваш, не знам, граф, нема логика тие две публики. Не, окей е тоа прашањето, ќе еден Pixel можеш да користиш, а во него да правиш подгрупи на луѓе, можеш да користиш. Така можеш да го користиш и така и препорачаш, значи тој Pixel после ќе даде тебе еден комплетен бизнис со таргетирана публика, тоа е како да отвориш продавници нови и нови, кои што знаеш дека таа категорија на луѓе заинтересиран за тој продукт и Pixel, тоа е поентата на Pixel, значи да категоризираш луѓе. Погоре имаме прашање, ми се случило да не кликнам на send message, а ќе го изгледам видеото и после некој време ми стигне порака од страната. Како може да се подеси тоа? Значи тоа се подесува преку Meta Ads менаџерот. Ако сакаш повеќе детали сега не објаснуваме, може да се слушнеме или да снимиме едно кратко видео во следниот период и ќе го објавиме во School. Може би е добро за такви работи како Pixelот, како ова со како да стаса порака без да вратите, да правиме видеа со детално објаснување и сега тука џаби да ти објаснувам, ако не ти пуштам шер скрин и така натаму, сега не сум спремен во моментот. Најдобро да снимаме по едно
кратко видео од 5 до 10 минути кај што ги објаснуваме тие работи и ќе бидат објавени во скул. Ете една идеја што ќе ја практикуваме во иднината во групата. Иначе, ето ги кажам само ќе се вратам на Маријан, дали има разлика Мануело на ФБ лиц? Да, има разлика. Значи му помагаш на Facebook да ти таргетира публика. Тоест му помагаш на Facebook за таа конкретна реклама која ти е добра публика. Може би директно човекот нема да се врати, но човек со исти интереси ќе дојде кај да е на рекламата. Затоа треба да го користиш тоа. И е многу битно да се користи, значи не само за тебе, за сите што работат. Мислам дека го кажав тоа на скол, сигурно ви го кажам, мислам и на вебинарите претходно го кажував. Тоа е моментално многу добра алатка за начинот што работиме ние без вебсайт и без пиксел, да му помагаш на Facebook, да му кажеш која таргет публика ти е тебе добра за тој производ. Пожелно е да го користиш. Сите опции што се возможни од Facebook се од две причини стаени. Една, вие му помагате на Facebook да таргетира одредени личности, а со тоа Facebook вас ви дава групи таргетирани што се за вашите продукти. Значи тоа е една заедна соработка меѓу вас и Facebook која што не треба да избегнувате, треба да прифатите, зашто вие директно му помагате на Facebook, он ви праќа индиректно со тоа што ако не ви го даде Филип како ваш купувач, ќе ви даде некои со слични интереси на Филип да види рекламата. Затоа и постојат тие опции на Facebook да ги класирате луѓето, значи да ги ставате од едно на друго место и така натаму и користете ги. Се што е на Facebook и секогаш кога нешто ново ќе стои на Facebook, почнете да го користите од првиот момент, зашто така добивате многу поголем ефект. Например, кога ги уклучија прв пат постовите со повеќе слики на Инстаграм, тие беа актуелни. Сите луѓе што објавуваат по една слика има полноци реч од останатите. Кога ги пуштија Reels видеата, веќе да не постои реч оди на сликите. Значи слика ќе ви видат сите што ве следат, односно 20% од луѓето што ве следат, Reels ќе оди вирално и 80% од луѓето што гледаат вашиот Reels не ве следат. Значи тоа е новото на Facebook сега во моментот за околу постирање содржина и треба да го користите. Така и со тие алатки во позадина што работат во бизнес менеджер, значи се што ќе додае Facebook планерот се ставен сега последно нешто е планерот стаен и треба да го користите. Претходно се користите алатки надворешни за планирање и за постирање на Facebook директно на Instagram и на Facebook. И Facebook направи ја нивна таква алатка и треба да ја користите. Значи се што ви нуди Facebook, користете го. Тоа е мој совет до вас, за да бидете и вие во тренда и Facebook со вас тестира и кај вас дава повеќе речи, тоа е начин на работа и мора да не може да седи до комфорт зона константно исто добре, значи секогаш кога има новости, секогаш вие ги користите за да видите утек, за да видите први и така Facebook секогаш повеќе ќе ве почитува вас и ќе ви дава повеќе речи, ќе ви дава повеќе продажби, ќе ви дава купци што купуваат и тоа е тоа. Само на ИК ќе додадам различен... Ајде да се поврзам панелот. Да прашам. Околу ова што го кажеш, Дарио, за панелот на Facebook, тоа задолжително треба да се исполни, поради тоа што цело време го давате на време, например, константно. Дава демо дали треба да ставаш сториња, дали треба постои да ставаш и ред други работи. Например, ја не го исполнувам тоа секогаш. Например, една недела ќе го исполнувам, една недела не го исполнувам. Дали има голема врска тоа? Па види се, нема директно голема врска на тоа дали го користиш или не, но дава ефект сигурно. Некој минимален ефект што нема да го сетите вие, ама дава ефект. И ако го користите константно, ќе растете побрзо, ќе добиете побрзо клиенти и така натаму. Препорачано да се користи, не е задолжително. Препорачано е и така ќе добиете некој ефект поголем, што можеби нема да го сетите у првите недела, дена, две, ама константно го користите, сигурно ќе го сетите. А кажете ми, околу што говорите, дали може да се стават или не се пожелни? Например, гледам дека цело време кога правиш кампањата и онлайн шопинг, е маркетинг, е комерц, каштаме, например, никогаш не ставам никако кашта. Зависи за што продаваш. Например, ако правиме овој за експрес лонец, ја не знам што би ставил хаштаг. Ако ставиш хаштаг Кичен ќе ставиш, окей, кујна би требало да ставиш, пошто
бараат некои повозрастни жени, не знам, немаат големо хаштагови до последно време, ама не сте на одме да ги користат. На експрес лонец ставаш хаштаг експрес лонец. Да. Ако Не, некој, например, ако некој например, кај ли испоѓи Јелена Карлевска хаштаг. Елена Карлевска готви со експрес лонец за тоа. Стави, не, тие што... Добар маркетинг може да направи. Да. Да, така е. Можеш и некоја по-ударна да ставиш, не мора Јелена Кралевша. Некоја македонска пејачка може да ставиш, така некоја што има на овие по телевизија што ги дават народни песни, нешто така. Добар хаштаг е тоа. Дури таргета која има на Facebook лупајте постоева. Треба 3 лонци незери даеш за да се најаде, не еден. Кој инфлуенсер. Ваќе го сечеме, значи ова не сме на YouTube, тоа ќе не може да не тужи девојчето. Бубе хаштаг не е лошо да ставиш. Нека биде името на производот, пример ја не го практикувам тоа стално, ја се надоврзам тука. Значи кратко јасно името на производот, примерно тоа што го продаваш, зошто некојаш хаштагот може да ти помогне само доколку некој го пребарува во срч, многу ретко тоа се случува, ама ја да претпоставиме дека некој бара, пример некој пишува експрес лонец во срч на Facebook, со хаштагот можеби ќе му помогне да испадне таму твојот пост, а не твојата реклама. Значи постот твој ќе испадне од Facebook. Значи не е лошо да се стави. Сега тука ми дојде по идеја, не сум го размислила, ставиш Јелена Карлевша, пример некој ако бара Јелена Карлевша, ќе му испадне експрес лонец тука. Да, и може ќе се интересира да купи нешто. А види, Јелена Карлевша е згодна, значи може да бара и машко. Да. Затоа треба малце полу да се размисли околу пејачка. Некоја со добар глас, не мора да е Јелена Карлевша толку згодна. Не, експрес лонци многу мажи нарачаат, не знам по која логика нарачаат. Имам еден пријател уште работи, вака он продава на пример наки. И он ми го кажа ова, стварно става он такви некои пејачки по хаштаг. И ја ми викав зошто, ми вика пробај, века ќе видиш дека работи ми. И го оттаму иде прашањето што го поставува. Значи во таргет се става нешто што луѓето го не се става директно секојаш тоа што го продаваш, туку се става група на луѓе што се заинтересирани за кој ќе работи. Можеби и затоа. Еве, пластик е топ таргет, топ хаштаг за експрес лонец. Да. Хаштаг. Може на хаштаг калачки за експрес лонец, зашто не? Чекај сега да видиме, избегавме со прашања. Подобро ли е да се објави пост на пејдж па во Ads, да се избере existing пост или на секоја нова кампања да се креира нова објава? Дарио, извини, само поговори, имаме едно. Јас само на ИК ќе му кажам различен ниш. Кај нас во Македонија од искуство и на цел Балкан ти функционира General Store. Сега зависи колку сакаш да делиш и што сакаш да делиш, ама на еден General Store можеш играчки да продаваш, можеш и производи за домакинство, можеш и производи за автомобили. Кај нас едноставно така функционира. Се што ќе гледаш на YouTube и на Google ќе ти кажем направи ниш стор и направи стор со еден производ, кај нас тоа не функционира, сум го пробал. Изгубив 2 недели од животот да направам професионална страна за керамика за кола, имаше една небитно глуп производ. Едноставно нула резултати, го купив и го продав на фанпејџов кај што продавам и метли, џогери и така натаму. Значи, кај нас функционира General Store. И после за прашањето за Србија веќе мислам дека не може никако да се праќа. Немам прашувано во скоро време, лани барав, имав некоја идеја нешто, и јас не најдов ни едно карго што се нафати да носи роба за Србија. Освен шверцери да ја носат до Врање, па од Врање они да ја праќаат таму преку карго. Многу треба да плаќаш за да дојдеш до тоа таму. Ама тоа ти е
Рачуни дека на секоја четврта тура тој ќе ти рече па ме запра царинарникот ми ја украде робата, тоест ми ја зема робата, па таму врање кои ќе ти води контрола карго нема да ги праќаат, само пари ќе ти зимаат. Пошто во Србија каргото е страшно поригорозно колку кај нас што е, се што е над 500 грама ти е, како беше, 50 денари наши плюс, на 500 грама така нешто е. Значи Србија е моментално многу голем проблем, самите Срби веќе имаат многу голем проблем со оваа наша работа, поради тоа што им влезе тему во територија, така да Србија отпаѓа од, барем за мене, отпаѓа од било каква мисла нешто да продаваме таму. Јас се изгубив со прашања, ако можеш продолжи да ги читаш, па ќе... Моника од Штип ќе ја скокнеме со висок скок. Подобро ли да се објави пост на пејдж, па Whats и да се избере existing пост или на секоја нова кампања да се креира нова објава? Милан, и така имам пробујано. Некоја знае да направи некој баг, ако existing пост одбереш, знае некојаш да багуе. Existing пост може би ќе ти помогне малце за некој кој ќе отвори, нели, тие лайкови коментари и ги собереш, некој кој ќе ти отвори по пејџот да врти, да види дека имаш некоја интеракција, нели, со купувачи. Од друга страна, ја пример го кријам тоа за не знаат кој производ ми се продава, пошто ја кога барам некој производ да видам дали се продава, одам по другите страни да видам по прилика. Тоа е некој tips and tricks и гледам колку лайкови имам на тој пост. Кај мене, например, скоро никогаш не се existing пост за да не си оддавам кој производ ми се продава. Кај мене, тие што се објавени на Facebook, пример, се со 1, 2, 3, 5 лайка, тие органик нешто што се орали и тоа е тоа. Марија, ние се најдов кај сум, значи ова е да се пушти прва реклама за engagement, за лайкови коментари, па после за селс. Значи, фајда, претходно кој што одговоривме, за твојот продукт би требало да функционира тоа подобро и е добро да го пробаш. Значи, за луѓето да го видат продуктот, ако го нема тој продукт на секаде, да го видат, да видат зашто станува збор и да после да ги покнеш со реклама. Значи, мора да ги запознаеш прво со продукт. После Филип, дали ќе има од лонците? Не, за брзо време мисля дека нема да има. Тој ако може да го обезбедиме за брзо време, ќе го објавиме и ќе ти пишеме директно, пошто си доста заинтересиран и пробаме да го донесеме побрзо. Искрено, Марија, ќе ти кажам, ќе размислам за нареден пат како ќе биде, пошто веќе ова, ако не се лажам, трета тура како се продава тој, за четврта тура ќе видиме. Значи, не мора да значи ако 3 пати одел, дека и четвртиот пат ќе оди. Знаеш, малку е надбор. Да, мал пазар, брзо се заситува и тоа е тоа. Ама ќе пробаме да ги најдеме, ако не од толкава количина, барем уште нешто да отиде. Ако можеме. Барем уникатно и тестирано, од кај знаеш дека има продајано 3000 производи? И ја можам да ти кажам дека сум продал денеска 5000 производи. Не, таман си има многу engagement, снима еднаш го имам развртено, пошто работев детейлинг професионално до пред 2 месеца ја продал во гаражата. Знам дека тој производ благе е за нема, значи не постои такво нешто никаде на светот, не знам што при човекот. Долго нема да тера сигурно. Тоа е нешто што за 2,5 перења толку ќе биде од колата, а иначе да, има многу engagement, се објавува по групите, го заследуваат луѓе, некои наречуваат, ама дека има 3000 продажби, чисто сумњам да ти кажам. Мислам, он си знае, сега нема врска, дај Боже да има, дај Боже да работи, не викам ја ништо, ама. Не може да продава, ако најдете мовет за ниша, значи не е невозможно, малце е потешко. Ама од кога ќе се издигнете така, по тој пат, повеќе ќе бидете и подолгорочни и ќе бидете издвоени од толпа
луѓе што продаваат се што по интернет. Така да и двете опции се во игра. И двете опции има успешни примери, можеби Марин уникатно еден од тие примери, не е бит. Значи еден добар пример за македонски успех на Инстаграм е овој со палачинки сакаш. Тој е во Илинден, сега ќе откривам, значи дечкото гази. Снима контент, го фана најдобро на Facebook, тоа што Facebook го бара да снимаш твој контент, да бидеш интересен, да имаш добар хук на почетокот и дечкото изгази свака му час и ете он има некоја посебна ниша и има начин што натера цело Скопје и може и Македонија да оди во Илинден, што Илинден тие луѓе што живеат таму не би отишли, не испаднале. Така да тоа е еден пример кај што ете во ниша, во посебна ниша, во специализиран, не е ресторан, не е кафич, нема ништо освен палачинки, дечкото успеа. Така да можеби Марин уникатно е таков пример, не е битно. Да, он на таков начин, нели е, тој го имам гледано, нели интересно ме гледам дека има многу енгејџмент, ама работата е што е краткотрајно, не знам како да речам. 3 години нема да работи сигурно. ИК на 6 реклами со по $4 дневен буџет, вкупно трошење дневно околу $25, колку нарачки треба да има за добри производи. Значи се зависи цената на производ, се зависи од набавната, од твојата заработка на продуктот и така натаму. Со $25 на ден со добар таргет ќе имаш заработка од уште толку минимум долари, чисти прамове, значи промет многу повеќе, а сигурно плюс $25 ќе добиеш за тебе. Ако го имаш изгледано курсот, ископирај го, ако имаш буџет од $25 на ден, пробај, одбери продукт, ќе ти помогнеме и околу кампањи, околу сега го заглавиш и ти гарантирам успех. Ако имаш искуство со Facebook, почни со 25, ако немаш, почни со 5 на ден. Тоа ти е вака мој совет, за да не ги трошиш парите, почни со 5, да видиш како функционираат рекламите, како се дешава се што се дешава. Тоа што сега ако ти е прв пат да уклучиш мета бизнес, ќе ти е малце затоа помала цена на дневно ниво би ти препорача да вложиш со помалце продукти. Значи вака, ако не кеш да вложиш пари во продукти за старт, ти можеш да не прашаш нас од кој продукт има повеќе на залихи и тестирај ги. Кога имаш 2 нарачки, нарачи 3 продукти, автоматски ти си во плюс. Вака, значи да не би биде сега тоа некој дополнителен трошок на почеток, кој што тој трошок од ефтините продукти, ако земете $700-800. Сакате тие да ги заштедите, прашате кој продукти ги има повеќе на залиха, да ви даеме, пошто продуктите секојдневно се трошат, ние продаваме, гледате колку се продаваат по 150 нарачки за 2 дена. Прашајте пред да пуштите Јана слободно, значи прашај кој продукт сакаш, пушти реклама, ако продаеш еден, ќе ти дајме 3 ви кажавме од која причина се дават минимум 3 за да се исплати карго. Тоа е околу твоето прашање. На нено веќе му одговорам, спомнав и пријеска, кај на само General Store функционира, значи мало AliExpress што ви го рекол. Едноставно таа е таргет публиката, едноставно тоа, значи ете таков некој производ, пример како кристализација на оливе на Марин уникатно и тестирано, може би со еден производ, ама друго се што се продава. Отвори ги најголемите страни, најуспешни кои се ќе оставиме број 1 во Македонија кој е ананас, така? Највеќе продажби има направено. Што има на ананас? Се. Значи не продава еден производ. Се живо има таму. Значи кај нас е така, народот така е научен, значи едноставно така функционира, сакаш да си отвориш, си разгледаш нешто. Освен ако немаш некој екстремно уникатен производ, значи што го нема никаде, па тоаш да направиш некој ниш стора, ама па е тоа се краткотрајно. Доста примери има такви што многу кратко траат, сега да не ги именувам тука, значи на луѓе што многу пари вложиле да брендираат 2 производа, продавале 5-6 месеци и толку тука запире играчката и на крај се 0-0 дале 50.000 евра за маркетинг со инфлуенсери, со не знам, со чуда, со врагови. Извадиле 53 и тука завршува приказната. На Милан ќе му кажам нарачки по телефон идеално ако имаш време и живти.
Значи по-добра варијанта од тоа не постои. Значи има пример, Филип тука ќе го каже детали која баба ќе му се јави, ќе му каже за незините 3 учења, кој кај учи и така натаму, така да губиш многу време, а процент на продажби имаш поголем. Дефинитивно од 100 луѓе ако се јават, може на 80 ќе им продадеш, што тоа не е случај во пораките или во коментарите или во Shopify, ама ќе ти треба едно 20 луѓе за да продадеш. Да не замислиш да ти си јави, ало, сакам да нарачам, ја ти податоци и толку, чао, пријатно, тука ти за 5 секунди дека си завршил работа, јас кога почињав да работам, уште имам ставено ствари телефонски број, луѓе звоне, а не ли си нарачуваат, звонат и на месенџер, пример, сега поново Facebook ти дава опција, која пушташ рекламата, го штиклираш оноа за call option, пример, која стасува автоматската порака, им стасува за кликање за да ти звонат на месенџер. Некојаш кога имам време се јавувам да, значи посигурно ти е нарачката ќе ти нарачам, кој ќе те затупе 25 минути за нешто, за тие 25 минути ќе направиш уште 7 други нарачки, што сам мислам дека тешко да го работиш тоа. И немаш математика на нашия продукти, пошто не продукт ја имаш математика, имаш заработка $10, не чисти, значи имаш тука трошоци за кампањи, така например да речеме некои $7, 8. Имаш заработка и ти за $8 да изгубиш 20 минути со некој на телефон, нема некоја голема логика, а за тие 20 минути можеш да пуштиш нова кампања, можеш да одговориш на Facebook порака на многу повеќе луѓе и така натаму. И што е интересно, што кога пишеш пораки можеш да мултитаскинг, значи со 50 луѓе, не можеш со 50, само со 5 можеш да пишеш ист момент. На телефон мора да збориш со еден. Тој не може да чека на телефон, но во месенџер може да чека и он да си брка некој работа, потоа да му вратиш, потоа да те врати пола сат и пак да го навлечеш на нарачка. Значи телефонот не верувам дека некој го користи, дури ни тие што имаат поскапи продукти, мислам дека не е добра опција. Веќе се е навлечено, значи веќе 99% се е навлечено на чатување. 99,99% постарите луѓе сакаат да се јават на телефона, ама тука ќе изгубиш малце време. Ама и нив треба да наплатиш убаво типот на топшоп, значи им взимат за продукт што вреди $3 и $600. И за него имаш време цел ден да седиш. Голем ако нема. Да, значи ти остави телефон, а во на почетокот го кажав ти како да се заштитиш за тоа, ако нема физичка продавница, он те прашува имаш физичка продавница, имаш телефон као демек, ги во реалноста скоро никој да не прашува. Ти во автоматската порака, ако му ставиш дека е дозволено производот да го отвори пред да плати, он ти нарачува. Значи, дали си имал ти физичка продавница, дали си имал фискална или не го гич гајле, немој они тоа го прашуваат како да биде заштитен, а ствари највеќе се заштитува ако го отвори производот пред да плати. И исто прашањето мислам дека води кон тоа дека луѓето немаат доверба во шопот ако нема телефонски број, така е. Ставите телефонски број на фанпејџот, не го ставете нарачки на телефон во секоја реклама. Значи ако ставате во секоја реклама нарачки во ДМ или нарачки на телефонски број, ќе ви звонат многу луѓе. Тоа не ви одговара, а телефонски број мора да имате пошто делувате сериозно. Од таа причина викам дека ви треба и Facebook страница, односно Shopify страница и така натаму. Но ни една друга. Значи ните ги имате нарачки на Shopify, може би да ги навлечете. Кој е начинот да ги натерате да купуваат на Shopify? Со текот на времето кога вие ќе изградите некакво име, давате 15% попуст само за нарачки преку Shopify, односно преку вашите вебсайт. И во тој случај 20% од луѓето што веќе имаат нарачен од кавец ќе се вратат таму и нема да ве замараат вас, вие ќе ја добиете директно нарачката таму и со тек на време ќе направите некоја публика, мал број на публика што ќе купува од вашиот вебсайт, но тоа е мал дел од публиката. А ако веќе сакате да навлезете во тој свет на посериозно работење, тогаш ќе ви препорачам да користите имейл маркетинг, ви препорачам да користите и вебинари за презентирање на продуктите и така натаму. Бубе се уклучи, Вајда има нешто да каже. Да, да кажем дека се јават, например, кога пишувам у нас рекламата, значи у нас на потоа да ставам телефонскиот број. И например, има Не се слушаш, можем да подоближиш телефонот малце.
Се слушаме? Сега, Да, Сега тамане? да. Имам я, например, на всякой после ще оставаме телефонски отбръчвам на самата страна. Имам приметено дека телефонски поима тој долар в месечки ујуто и нарачуват, ми сяват, например, за един артикъл и връзват до 2-3 артикли в самата нарачка и го телефон. И много повече долар ствара како телефон да ти сяде. Така да, ако според мен, мое лично мислење, ако имаат време да се јават на телефон, дека го стават на телефонски зброј во самиот наслов на рекламата е подобро. Сега много доверба ствара. Поради тоа што реално работиме со клиентела што е некоја си на возраст од 40 до 60 години. Постара и само име, например, ја производиш и продавам, значи продавам за кујно производ. И клиентелата е таа 50 до 60 години и многу е по-доверба в нетешки ујуто кога ги сјават на телефон. Точно е така, ама пак имаш 1000 SMS пораки, и ако ги замениш со телефон, не може да ги постигнеш. А инаку така е, значи телефонот се дава доверба и само малце ги да му ги ти се слушам кајте, значи телефонскиот број дава многу голема доверба, но многу е тешко да направиш многу нарачки. Знаеш што е работата со телефонскиот, со повиците? Значи, треба да си буве едноставно за ти да продаеш преку телефон. Мила ме насмеа сега буве само за кол центар 100 нарачува, ти да знаеш дека управо. Што ти кога ги сјавиш на телефон, треба да звучиш кога некој што може да продаде, ме разбираш? Значи, не е секој да се јавува на телефони, тоа да се разбере. Значи Бубе денеска е платен да збори, он не работи на комерц, платен е да збори, пошто ќе Бубе и тука уште 15 луѓе слушате да оплатите курси да продавате. Значи, држи вода и тоа сега се насмеа Бубе само за кол центар, ама да знаете дека многу значи тоа. Имам сретното пример луѓе, но дете се откажу работа од работа, ја не можам да продавам, зашто не може да продае? Не само што не се јавува на телефон, туку едноставно и не одговара кога што треба. Значи некој му пише здраво цена и вое му враќа па ти пишува посток Б. Разбираш, значи тоа не функционира така. Треба и тоа да научиме, треба малце живци да има. И ред други такви, не знам, случаи да му одговараш со значи, да му одговараш вака, така, нака. Треба да се научи, мислам, па има дел, има и продажба тука, кога работиме директно порака и кога ќе се јавуваш на телефон, треба да имаш некој полупрофесионален тон на обраќање на овие производи ние што ги работиме, значи не одиме со мене, па многу ми е глупо некој продава џогер и им пишува здраво почитувани, како можеме да ви помогнеме денеска. Значи почитувани, замислава дека некој ти влегол дуќан на пазар и купува метла. Нема тука почитувани. Здраво, како можеме да ви помогнеме, дали можеме да ви помогнеме, да ќе испратиме фала и нешто друго, натаму да ви понудиме ова тоа, значи треба малци на тоа да поработиме, може и ќе направиме некој вебинар околу тоа, околу продажбата, сега ми дое така која идеја, пошто знам дека многу луѓе тука прават грешка. Значи може се да е идеално, ако работиш со пораки, идеална страна да имаш идеален производ, не знам, идеално се да имаш, едноставно кога ќе дое ред да враќаш на пораки, тука да ти е проблемот. Кога сега што испадна предскоро на Инстаграм, не знам која страна беше таму, што им рекна да најбитно е комуникацијата. Како беше тоа добро вампирко, тие што им вратија. Значи не задоволен клиент и шопот ти одговара добро вампирко. Значи тоа е забрането со закон. Тоа е кретенизам, значи не знам како да објаснам. И ја примерно некој шоп некогаш му пишувам кога ме интересира цена, го продавам истиот производ да видам која цена е. Нели си ја меркаш конкуренција кој што работи, тоа е многу нормална работа. Сега гледам и кој како ми одговара, пример ќе му пиша на некој цена и само ако ти стаи ако е цена 990 денари, ти му пишеш цена и он ти враќа 990 денари, автоматски тука запира комуникацијата. Ти ако му пишеш здраво, цената на производот е 990 денари плюс 130 денари достава, ако нарачувате не знам
2 добивате бесплатна достава, дрн, значи напиши го некоја реченица, некој реферат, некако привлечи го малце повеќе да читат, колку само пишеш 990 денари, а ни здраво да не му стоиш. Што е, Маријан што каже, најбитно е комуникацијата. Многу е битна комуникацијата, но да, кој што каже Филип, не треба на некој да му те почитувани сапагери така напомнам. И да не ги нервира ако прашаат цена од константно прашањето е цена, значи да не ги нервира. И покрај тоа што пишува цена на самиот посол, они паѓа си прашаат за цена. Тоа значи да бидат оттрпнати на тоа дефинитивно, покрај тоа што и автоматските пораки кои паѓаат на 90% мислат, просто народ мисли дека веќе нарачка имаат направено. Да знаат и што тоа. Да, автоматските пораки некогаш ги нервираат луѓето, точно е, ама мора малце да се скратиме од работа. Голем процент од луѓето немаат појма дека таа порака е автоматска. Значи, вие можете да му се обратите директно со здраво бубе во пораката. Буквално во Facebook да го влече неговото име и на тој начин да му се обратите лично. И тогаш они не мислат дека е автоматска порака. Филип, имаше објавено пред ден-два во групата на Viber слика, кога човекот му праќа слика од продуктот со цена и му пише колку е цена. Ме интересира дали ти на тој човек му одговори и дали му продаде. Да. Тоа е. Се насмеавме за цената, ама едноставно знаеш што пише, не знам после кој ми пише, кажи му друга цена, ќе видиш како знае и да знаеш дека е така. Значи он ја гледа цената, не знам по која логика те прашува за цена. Ти му кажуваш цената таа што он ти ја пратил на сликава дека е таа цена и си остава понатоци и си нарачува. А не знам кој пише некој групата, речи му 2500 да видиш како ќе знае која цена. И тоа е точно, значи тоа сум го пробал, пример така кога некој луѓето од причина што мислат дека можеби ќе дадеш попуст. Не, можеби ќе им дадеш попуст. Можеби рекламата е стара, веќе имаш ти 20% попуст објавено на некоја слика, па он мисли дека и тој продукт е на 20% попуст. Некогаш и од таа причина луѓето се прават глупи за да добијат некој попуст. Многу често луѓето не гледаат цената, најчесто не се ни замараат да видат, пошто знаат дека од таа страна на профилот седи некој што треба да продаде и тој има од интерес да продаде и едноставно си се понашаат. Тоа се случува во ресторани кога викате по келнери и се понашаат. Ти мисли дека не таму за да му се понашат. Ама нема врска. Тоа е се до луѓето и треба да бидете трпеливи, како што кажа Буе, да одговарате на сите, да бидете фини со сите. И тоа е тоа. Живците некогаш се кинат, ама кога ќе дојдете да продавате малце повеќе од што треба, ќе дојдете сигурно ќе се вработите луѓе што ќе направат таа работа за вас. И вие ќе покривате само некој мал дел од денот која само собственик на бизнес би работел. Значи, дефинитивно ќе ги добиете најглупите прашања што постојат на планетата Земја, се разбере. Значи, оваа работа ќе добивате такви прашања што ни Google не може да ги смисли, значи, ама ChatGPT не може да ги одговори, ама вие имате таму можете да ги одговорите. Така, значи он не може да ги одговори, ама ти ќе најдеш начин некако ќе се потрудиш да одговориш, примерно. И тоа што сегите се како Супермен, најдов одговор на оваа прашање. Да, и тие обично што поставуваат па најглупи прашања, тие при нарачуваат на крај. Сега има нов начин на комуникација со вештачка интелигенција кој што е во бета, мислам дека во бета може би испадат, не знам, кај што вие алатката ја учите се за вашите продукти, односно вашата алатка станува ваш кол центар на што Буве до плаќате, ја учите алатката и она одговара за вас. Буквално знае се за вашите продукти, знае за секој продукт точно која цена е и така, тогаш ќе ви биде лесно да ново комуникацијата, а до тогаш стрпете се. На македонски таа нема да функционира сигурно до 2030, така да имате доста за комуникација, за работа. Дечки, ако нема прашање, многу ја претеравме денеска. Ако немате прашање, мислам дека е доволно. Видеото ќе биде ставено на YouTube со мали изсечоци, пошто ја сменивме темата малце. Тоа е тоа за денеска.
ќе биде на YouTube за сите што сакате нешто што не сте слушнали, што не сте разбрале, таму ќе го погледнете повторпат. Има луѓе што пишаа што не може да се уклучи денеска. Денеска бевме мала група, пошто бевме само тие што сме зачленети на Viber и објавивме Maltsu School. Таму нема некоја голема активност, иако е група од 100 члена. Да, само тука малце ќе се надоврзам. Бубе има уште некој кај Бубе се јави, други што не се јави, нема да ги именувам. Повеќето комуницирате со мене и со Дарио приватно, дали на Viber, дали на School порака, за некои поопшти прашања кои ги имате, пишете ги на School, сигурно ќе мислам се повторуваат прашањава, тоа е малце. Ами ќе помогнете вие на некои што не сака да прашат да доби одговор, а и вие така на тој начин ќе добиете од некој друг прашање што вие не ќе да поставите, за да не ве одзоруваме вака, да не прашате цена случајно, ќе праша. Може да биде и кога се рекламата да имате проблем што не знаете да го имате, додека друг не го праша. Значи, и тоа се случува. И од друга причина зошто да бидете таму, значи стварно многу луѓе ни пишуваат во приватна порака, по-касно ќе одговориме така, пошто ако прашате во групната, во комјунитито, или Филип или ја побрзо ќе одговориме, пошто јас некогаш не сум достапен, некогаш он не е достапен. Еве, конкретно со Јана Сабајле ми имаше пишано, мислам дека после 5 сати врати, ако не се лажам, така да подобро да биде во комјунити, пошто Филип сигурно ги говореше до тогаш. И тоа е тоа. Чим никој не се јави, не крена рака никој, мислам дека е толку. Да, доволно е, фала ви уште еднаш што поседовте со нас околу 2 часа, да, цели 2 часа скоро. Супер, поминавме убави дебати со отвори, ќе имаме следен вебинар повторно. Сите што ќе сакате да, тоа што го спомнав, да тестирате продукт пред да го нарачате од кај нас, слободно опишете, ќе направиме некаков договор, ќе ви кажеме од кој има залика, пробајте реклама и така натаму. И можете да истестирате така и 200 продукти, па да одберете вие што ќе продавате и тоа е тоа. Битно е да прашувате унапред дали го има на залика, пошто брзо се трошат продукти. Тоа е тоа. Се слушаме, дечки, на следен вебинар, остануваме во контакт на Скули у Viber групата. Поздрав. Поздрав до сите, фала ви уште еднаш. Чао.